Повеќе од 13 години стечајните работници во Македонија талкаат по улиците и чукаат по вратите на државните институции, барајќи решение за сопствениот статус. Без никаков надоместок, социјално незаштитени, тие се препуштени сами на себе, иако без собствена вина останале на улица, губејќи ги работните места на кои работеле со децении. Досегашните предлог закони, што самите ги иницираа за собствено соодветно згрижување, не беа прифаќани во Собранието на Република Македонија, со разни изговори и образложенија од надлежните. Веќе подготвија и петта верзија на законското решение за кое очекуваат пратениците да имаат повеќе слух и да го усвојат. Преку Сдруженијето УНИТ, со помош на пратениците од Социјалдемократскиот блок, стечајците не кријат дека ќе искористат и политичко влијание на поединци за да успеат во намерата да добијат закон што ќе им ја реши голготата. Кочанскиот огранок на УНИТ е меѓу поактивните, иако условите во кои работат се под каков било нормален критериум. Се собираат на отворено и зими и лете, покрај кеот на Кочанска река, обидувајќи се да најдат излез за своите проблеми. Често ги посетува и председателката на Сдруженијето, Лилјана Ѓоргиевска, со која во овој осомаголник разговараме за досегашните искушенија низ кои поминаа членовите на Сдруженијето, за упорноста да ја истуркаат собствената правда на виделина и за очекувањата од она што го носи времето што доаѓа. Ѓоргиевска, колку време помина од кога стечајните работници во Македонија бараат решавање на нивниот статус? Па 13-та година. Како бараме, значи да се скрасимо, да имаме едно парче леп, а интензивно, значи од 2008 од кога не подели Никола Груевски, од тогаш, значи интензивно смо на терен, нон-стоп и смо присутни у јавност и бараме, еве, да се згрижимо, меѓутим, како што сами видите, нема слух влада за оваа категорија на работници. До сега бар. Енергија се уште имате, не ве предава желбата, веројатно маката која што ја имате ве натерала до сега да обстоите. Па вака, секој ден сам обкружена, значи, со лица без огрев, без хлеб, без лекарства, така што тој ми дава најголему силу за да истрае. И кога еден човек вика немој да не оставиш, биди со нас, јас мислам дека треба да обстанеш и имаш још поголему желбу да наставиш и да бараш и да не се откажеш од своји барања. Интересно е што како жена домакинка она што значи семени обврски го спроведувате веројатно редовно, меѓутоа и работењето на Сдруженијето. Колку откажување треба за да се стигне се? Па верујте многу. Најжално е што не може многу со внуци да биде. Тој ми е најжално, оно и друго, све што сакате може да се постигне. Многу значи малко време за моje потребе, меѓутим, ако сакате време да најдете, па украдете некој миг и пак сам тука, значи. За сите на кои треба домашни, јас сам туј. И мајка, и баба, и жена, и така. Велите дека ве поделија, значи ли дека само политиката е виновна за она што се случува со стечајните работници во Македонија? Да, тоа е, значи, точно е и не отступам од мој став дека само политика е крива за све овој што нам се дешава. Зашто? Зашто поделбе Никола Груевски направи од стечајни работници, како и за многу други сфери, ама не сакам да се враќам на тој, нека му мислив за миоделци и тутунари и други. Јас само можем да кажем дека 2008 годину кога не подели, јас знаев веќе дека ќе бидеме и дале цепкани. Што не е исклучок, може и ск нешто да направив да не исцепкав. Така што тој е на тој определен, такав му е став, таква му е физиономија на човека, такав му е едноставно мозок и тој не може никој да ga испере. Ми се држимо, значи сите заедно, не отступаме од наши барања, секој згрижен стечајец за нас е плюс, така што и да не цепка, и да не мучи, и да не малтретира, ја мислим дека еден дан крај ќе се стави на овој. Како се случи да вие бидете еден вид опозиција на актуелната власт? Па, ако ве чушне власт од себе, ви морате да бидете опозиција. Ми смо опозиција, фактички, за владу на Република Македонија, меѓутим за себе не смо. Еве, ја потичем од ВМРО-вски редови.
13 godina беше активен член во ВМРО. Никола Груевски е по мене дојден во ВМРО. Јас сум од 94-ту, тој од 2000-ту годину. Така што тој не игра улогу. Ако реално ги гледате ствари, јас у овај момент не може да чукам руке на мога преседателя. Зошто? Зашто има глада народ, одимо по улица, тој си прави 300 споменици, барикаде онамо, оние ограде пред владу. 300 глупости да не набрајам, значи шмизле, овие, бикови, све му беше прече него еден људски живот. Така што морамо реално да ги согледуваме работе и ја морам да осудим представника на моју партију дека не оди како што тој замислил. Дека многу лошо прави на народ. Не само што не дели, него не осудуе, значи без корку леп, без огрев, без лекарства, без све. Не смо нормални људи више. Mi smo bili do ambis, ама сак смо ептем у амбис. Па смо имали некое право од негде нешто, па купиш, па препродаш, па едно, па друго. Сак с донасање на закон и све да се легализира. И тоа е све ускратено. Нема сива економија, нема ништо. Така што од све стране су овие људи без работу сардисани, да ми немамо други излаз него да се супроставljamo и нека не наречеви опозиција. Да, смо опозиција у овај момент, зашто не се слажемо с економска политика на владу на Република Македонија и со социјална политика. Кога велите опозиција на владата, не на ВМРО. Значи ли дека кога би била и друга партија на власт, повторно би останале опозиција ако не ви се решат барањето? Да. Па ми почнавме во време на СДСМ со шатори пред влад. Тогаш беше СДСМ на власт. Влада на Бучковски. Така што јас не имам кривицу само во владу. У тие политичари што су таму у владу, ресорни министерства и премиер. Зашто тие су тие бранители што не дават овај народ да живи. Не су други, јас партија немам ништо. Ја имам тамо роѓаци, имам пријатели, имам многу фини људи што и дан денес ке контактирам, што ме поддржуев тие људи од моју партију. Ама кад не иде нешто не иде, ја не можу на премиера да кажу да е добар он преседател и премиер кад не. Значи ја би била нешто не е у реду с мозак, па да кажем Груевски вреди кад не вреди. Не вреди, крај. Во Сдруженијето УНИТ има членови, предпоставувам, на повеќе политички партии, а има и од различна етничка припадност. Не сте само од една етничка припадност. Вака, ми имамо и албанци, и турци, и роми, и срби, така дека смо вржани с многу партии. Имамо од Српску партiju, имамо од ВМРО, имамо од ДУИ, имамо од ДПА. Меѓутим, ако смо стечајци, ми смо у момент сви стечајци. Сваки оставио тој на страну, зборим за Куманово и стрикно. Сваки оставио на страну своју партiju и се определио, значи, за свој статус. Така што у моментот нас стварно не интересира партија. Нас не интересира само да се најде некој у овој Македонiju, да нам ga свати наш положај и да нам помогне, да нам пружи руку за да можемо колко толку да бидемо нормални, да можемо да платимо сметке, да купимо лекарство и џак брашно. Ништо ми више не тражимо. Ми тражимо од државу за државу. Тие паре пак тука ќе се троши. Нема да ги носимо нигде. 13 години не е мал период, за тој период веројатно дел од стечајците се починати. Тоа значи дека не успеа да дочекаат да им бидат решени барем дел од барањето, односно статусот. Видите, тој су две точки најцрне, значи, во Сдружение на стечајци. Зголемена морталитет, значи на стечајни работници, ние бевме некаде, кад почнавме со 0,5% с морталитет. Сак е веќе да се загрижи човек и да се оплаши. Сакна ми е, значи, над 47% морталитет покачен во стечајни работници. Ми имамо за неделју дана што по 5 стечајци нам умрев. Или имамо у дан по троица што умрев. Така да е стварно тој загрижујуќе. Имамо, значи, што су доживели срчани удари, што шлог на мозак, значи имамо оболени кои су дошли до некакvu какву такву инвалидску пензiju, тие су многу мал број, за среќу викам. Пак за среќу, бољи да шета улица него да е такав уколица. И имамо исто еден голем проблем што многу посегнаа по своји животи. Тој беше најстрашно. Ја едно време не знаеш у кој џеп имам пари кад работеше. Ама некој пат ми се деси да немам 20 денара за леп.
da moram da zemu od kasu od združenja 20 dinara što ljudi plaćaju za knjiške. Tako što moramo da se suočimo sa stije nedaće i moramo da guramo napred i za to smo na ulicu, za to smo mi opozicija. I neka vređa vlada koliko saka, mi ne smo niči. Mi smo svoji. Neka ne obešteti vlada, eve sak imaju i od SDSM, neka sednem, neka se dogovorim, neka nas obeštetiv, pa ako nas tak vidim na ulicu, možda zborim. Mi ke nemamo zašto više da iskačamo na ulicu, ke smo mrtvi zadovoljni, ke možda si glasa koji za koga saka и кој мисли дека треба да гласа. Дали се премногу радикални вашите барања можеби за да бидат исполнети и затоа до сега не се прифатат? Па видите, ја не видим овде радикални барања. Нас Никола Груевски не прави онакви какви смо. Зашто имамо провокација. Некој да добро знае да ви е преседатела, да ве повржуе со СДСМ и да плаќа весници блиски до власта, да ве прави дека си СДСМ од ВМРО и да провоцира, мислим дека све тај револт у нас што расте, тој е од тој. И оно игнорирање и тие поделбе меѓу стечајци, значи уцене, закане, идеше се по улице, по Кочани, по Куманово, по Прилеп, по Неготино, по Кавадарце, по Велес, идеше се, значи по куќе, претеше се на ромску популацију, да не смев да идев со стечајци, да морав да ги гласав, да не зборим финансиски што су плаќали, значи, гласови, па су добивали избори, така да, тоа е све више завршена приказка, више никој не се плаши, зашто више нема од што, до сак е и могло да се снајде. Меѓутоа, сак више године су све поголеми и поголеми, више су све по-стари и по-стари, така што више никој не прима нигде да заработимо некој динар, и више немаш што да презаш. Кад немаш леп да једеш, ти си спреман на све. И од тој више прекинува онај бариера, онај страј, онај наше. И ја мислим дека и стране, дека ќе бидемо још посилни, још полоши него што смо били до сега. Неколку пати поднесувавте предлог закони до парламентот за решавање на вашиот статус, беа одбивани. Во подготовка е, односно подготвен е веќе нов предлог закон кој што го поднесувате до парламентот. Што во моментов се новините во ова предложено законско решение? Па вака тој смо значи и обоени дека смо СДСМ, од тој поднесување на предлог закон. Порано иде смо на договори, преговори с владу. Увек беме одбиени, значи. Ми смо приватен капитал, они немају ништо с нас, реков ти рече. Не може моју куќу да биде приватен капитал ако има државног службеника да раководи с njom. Тој ga разрешимо, меѓутим неке веве да нас обештети и неке. Од туја, значи, траже смо у опозицију спас за да може да се унесе предлог закон. Затој сме и обоени да смо СДСМ, мада ми имамо од сви членства меѓу наши стечајци, така да ја не видим, најмалку може да имамо од СДСМ меѓу нас. За предлог закон, на жалост, еве па, ја викам на жалост на владу на Републику Македонија, а за нас е благодет кад тие луѓи прихваќа. Пак ќе се иде, значи, преко СДСМ, зашто ми немамо друг начин. Треба 15 пратеници да се подпишев за предлог закон, ако идемо преко, например, ДПА да зему. Они нема 15 овој пратеници. Треба да трчив, да молив, да тражив. А они су сви дигноглави и неќе никога да моли. Тако е да видиме едину шансу, а и со тој што е докажало СДСМ, дека веќе ово е пети пут што поднаса предлог закон, да сака да се обештети овај категорија на работници, ја не видим зашто да не поднесемо против нима. Тако е што да, и овај пут, пети пут, с Маријанчо Николовога се готви еден многу добар закон, каде што ќе опфати, значи, све оној што е Никола Груевски до сега понудио за пакет мерке, ми ги ставljamo у тај предлог закон. Туј можу да нагласим дека ќе се иде, значи, стаж по работничку книжку. Зашто? Зашто Никола Груевски нуди да имаш право да го отплатиш стаж. Ми ga imamo odработено тај стаж и ми нема што поново да ga плаќамо, ми тражимо само да нам се призна. Затоа се иде с нередуциран стаж с овај предлог закон, за да можемо да дадемо олакшицу на овие стечајци, јутре да си улегнев с тај стаж и у пензију.
Jedno je to i drugo, znači on do 2013. godinu 31. decembar gi obeštetuje stečajni rabotnici i mi smo stavili istu klauzulu od 93. do 31. decembar 2013. dok je bilo najgusta, znači privatizacija. To je isto dobro i idemo ustavno 15 godina minimum staž, kako što važi u Republiku Makedoniju 15 godina staž i jednu klauzulu mnogo dobru i povoljnu za stečajni rabotnici, ovaj put ugradujemo u predlog zakon, da nad 58 godina i žena i maž ide direktno do penzioniranja da se obešteti. Dodeka, ovije drugi što su ispod 58 godina, ke ima pravo država da gi vrabotuje. Sastoj, zaposlila ga, na primjer, u čistoću, raboti dokle raboti, kad mu prekine tamo radan odnos, vraća se pa da bide pokrijen u zavod za vrabotuvanje. Pak, znači, na nadomestok i kako, zboru samo za ovu kategoriju na rabotnici, od opštestven kapital što poteknuje od firme. I ke traje zakon dokle site ne se zgriživ tije stečajni rabotnici. Zato i idemo sa spiskovi, sa aktivni ovije stečajni rabotnici koji su, za da ima preglednost, znači onaj predlagač na zakon, koliko koju godinu bi mu išli stečajni rabotnici do penzioniranja. To je znači mnogo dobro umetneto u predlog zakon, što najvredno po našu ocenku, do sad ne smo imali nešto tako što je prihvateno, znači od stranu na SDSM i sa takav zakon oni ako bi došli na vlast, oni ga prihvaćaju. A zašto ne bi i ВМРО? Ако да маса на луѓе, во моментот ги пребројувате повторно членовите, колку очекувате дека прилика ќе... Па помалку од 6000 сигурно. Мене ме страда дали ќе не има и 4000. Зашто многу голем е морталитет, како што реков, луѓе нам изумрева, 0,1% во пензија, што инвалидска, што овакој, спрема наши спискови, спрема здруженија, така што мене ме е страда дали 4000 ќе имам овај пат. Имајќи предвид дека законот за професионалните војници помина, очекувате ли дека и вашето предложено законско решение, токму поради предизборниот период, може да биде прифатено? Па видите да ви кажу, јас сум увиек била оптимиста и сек него губу наду. Сек ми е најголема нада што су заедно во владу и што можев да седнев да се договори и да снасав јутре кривицу и двајца. Да не викају ти направи и ти направи. Еве ги, нека седнев, нека ga реши овај проблем, нека донесев еден закон за стечени работници и да нема проблеми јутре ни тие, ни тие. И да не викају ни СДСМ ги обештети, ни ВМРО ги обештети. Нека биде еден пут у Републику Македонiju заедно да е нешто направено за народ и заеднички обештетени стечени работници, крај ставено на стечени работници. Ја би била најсреќнија, верујте ми да биде така. Вашите колеги, стечени работници од Котин, од огранок од Кочани, се меѓу поактивните предпоставувам. Каква е соработка? Па вака, соработка со Ангел е перфектна. Значи, јас сам благодарна и на Штипскога координатора, и на Гостива, и на Велес, и на сите, значи на Охрид, Дресен, Струга, на сите во Македонија, на мои координатори. Благо мене што их има. Ниту еден не е дозволио, значи, да се подмити, да се вработи, или било што, значи, да му се пружи од страна на владајучу партија, е нудено много, така што останаа људи сами на себе, достојни, велики и води здружение онако како што треба сваки политичар да ги позавиди на сигурност и на честност. Очекувате ли во 2006 веќе да биде решен статусот со донесување, односно евентуално усвојување на закон? Па вака, јас се надам дека треба да биде усвоен закон. А ја едну поруку имам. До сите мои стечајни работници, јас секој избори исто им га зборев. Еве и сега јавно им поручуju. Ако не се изгласа сега овај предлог закон, да остави свите партија на стране, да си гласа в СДСМ, и искрено кажуju и јавно кажуju. Зашто? Зашто имамо спогодбу подпишану. И тие упорно тврдив и кажуjem на сите јавни гласила и на сите звона, дека ќе бидеме обештетени после 300 дана у њино владење. И ја не видим разлог зашто ја од ВМРО да не га гласам ако ми го реши судбину. И да, ќе гласам. И сите нека га земе мој пример, нека гласав зашто гласав за себе. Не за Груевскога, не за Заевога, за сами себе да гласам.
Zašto od toj takvo što gleda smo partije, mi do sveg smo na ulicu. I više je konačno, znači više je kraj, više je vreme da se stavi kraj na toj i da se opredelimo za sebe i da glasamo za onoga što će nam go reši sudbinu jutre. Ako nam go reši sve Grujevski, ja ne možu da kažem na nikoga, nemoj da glasaš za Grujevskoga. Neka reši, pa neka proba, neka vidi. Evo, davamo mu prostor. Izbor ide. Hvala. Конечно може би да биде затворено како Da se nadam. Zavisi sve od političari. Ako se stavi pak interesi partijski pred ljudski životi, nema da pomine zakon. Ako preraboti sovesta i ja ke bidem radosna jutre da kažem, evo i VMRO popušti i nam dade jedan predlog zakona. Koji neće? Site sad.